од раните утрински часови јавното комунално претпријатие Водовод и канализација доби повик дека има дефект на водоводната мрежа. Се работи на отстранување на дефектот, вклучени се сите засегнати страни, вклучени се пожарникарите, вклучено е јавното комунално претпријатие со комплетна, со сите ресурси. Би упатил еден апел за разбирање до граѓаните на овде во населбите кои што живеат во непосредна близина на територијалната противпожарна единица да имаат разбирање веднаш штом ќе се заврши со отстранување на дефектот дека ќе добијат нормално водоснабдување. Јас извинувам до сите заради настанатиот прекин во нормалното водоснабдување, но тоа е, мрежата е таа, се работи активно на отстранување и нема да запреме со работа се додека не се отстрани. Верувам дека интересот и прашањата дали е настаната материјална штета на просториите на територијалната противпожарна единица. Ве информирам дека нивото на водата е стигнато до гаражите, возилата, техничките средства кои што ги има територијалната противпожарна единица се безбедни, не се зафатени со водите кои што доаѓаат од дефектот. За повеќе детали верувам дека од јавното комунално претпријатие Водовод и канализација ќе добиете дополнителни информации. Уште една голема благодарност до Дирекцијата за заштита и спасување, кои што секогаш при секој еден поголем ваков дефект излегуваат во пресрет и со стручното објаснење, но и со техничките средства со кои што тие располагаат. Тука вклучивме неколку пумпи од оваа дирекција и мислам дека се прават максималните напори, односно убеден сум, за да што поскоро доставиме водоснабдувањето во нормален тек. Прво би сакала да замолам за трпение и разбирање од страна на граѓаните, затоа што од утринските часови, поточно од 5 часот сабајле, нашите екипи се на терен на отстранување на овој поголем дефект, кој што се надевам колку што е можно, сите екипи во јавното комунално претпријатие се ангажирани на терен. Се надевам што е можно најбрзо дека ќе го отстраниме дефектот и би сакала уште еднаш да се заблагодарам за разбирањето на граѓаните за тоа што во првата фаза направивме запирање на водата на еден опфат, меѓутоа имаше потреба за проширување на опфатот на запирање на вода, се до отстранување на дефектот. Јас не би сакала да шпекулирам дека тоа ќе настане за час, за два, можеби и во текот на утрешниот ден. До отстранување на дефектот на јавното комунално претпријатие на овој потек ќе биде запрена водата и барам разбирање и апелирам за разбирање од страна на граѓаните во однос на овој дефект. Лоциране дефектот каде? Сега моментално работиме на лоцирање на точна пукнатина на кој потек, на потегот се знае на кој потек, меѓутоа не знаеме точно за каков дефект станува, бидејќи отежнати се условите и работиме под притисок на вода, ја исцрпуваме со дополнителни средства, ги вложуваме максималните напори за отстранување. Према нашите првични информации кои што ги имаме тука, се работи најверојатно на 300-ката, на потегот на ова улица на Веце Котески се работи за дефект на 300-ката, меѓутоа се до отварање на целосно на линијата не би можеле да кажеме за каков дефект станува збор. Во моментов вие добивате, на што се работи? Ние како Дирекција за заштита и спасување излеговме на лице место на терен да видиме каква е состојбата. Вклучени сте со материјално-технички средства, да се публика што кажа представникот од Водовод, точно да се лоцира местото од каде е настанат дефектот и затоа се вклучени поголеми пумпи од дирекцијата. Се надеваме дека ќе успееме да е завршена работа и тука сте да му помогнеме во секој случај на локалната самоуправа, затоа одрачуваат магазин се донесе и дополнителни материјално-технички средства кои што ќе помогнат во санација на состојбата и во интерес на општината Прилепина граѓани. Значи ништо не може да се предвиди во моментов кога би се санирало? Значи во моментов се работи, сами гледате, камерите ваши можат да лоцираат дека се работи на испумпување на водата баш во делот кај што сметаме дека е настанат дефектот за да дојдеме точно. Меѓутоа ова пумпа која што работи црпи преку 1800 литри во минута. Сега предпоставка дека истекува току 1500 литри во минута. Се намали количината на вода да можеме точно да дојдеме дефектот, меѓутоа исто така во непосредна близина кај што се црпките врват и кабли од електрични инсталации во страната на Евана и при копањето со градежната машина тие кабли се утврдени и мораме да внимаваме за не дојди до несакани последици, да не дојди до не дај Боже струен удар па да имаме
човечки загуби. Значи мора внимателна работа, точно да се лоцира местото, за да може да ја завршиме работата безбедно и во интерес на сите. Пред се и за безбедноста и на тие што работат, меѓутоа и на околината. Инаку, материјално-техничкиот средства, како ќе кажа градоначалникот, во претположената единица се безбедни. Значи, нема вода во гаражите, водата навремено испумпана, не е загрозено и ТПП е си продолжува нормално да си функционира. Дај Боже, ако има некој пожар, да може да се излези на лице место. Така да и тоа е плюс позитивна работа во цела ова работа што ја направиме, значи не дозволивме водата да ги загрози материјално-техничкиот средства, возилата и опремата да ги остави градот безбеден, ако има потреба да се интервенира.